тема на која што зборуваме е каде чекори Македонија и дали доволно го заштитуваме идентитетот. Вака е насловен форумот кој што ќе се одржи на 14 месецот. Звучни имиња, мокни пораки за очекувањата. Зборуваме со нашата гостинка магистар Билјана Проеска. Добро утро. Добро утро. Најавивте на вистина голем форум, велам мокни пораки, значи големи имиња. Што се очекувате? Точно. На 14 овој месец во четврток, со почеток во 12 часот, на Универзитет Скопје, ќе се одржи форум за заштита на јазикот и идентитетот, кој што ќе се состои од 3 панели. Прв панел, каде чекори Македонија на политички план, втор панел, каде чекори Македонија на економски план, и трет панел, македонскиот јазик, идентитетот и културата. Дали доволно направивме? Дел од основните прашања според кои живееме, штета што се уште се прашања, долги години се прашања. Се случува форумот во време кога Македонија е на крстосница, раскрсница, дали ќе не биде или не, тоа е основното прашање. Точно. To be or not to be, тоа е прашањето нели на Хамлет, но ние денес се наоѓаме во Македонија со едно исто такво прашање, дали ќе не биде или не. Зошто го организираме во овој период? Токму затоа што следните нели политички предизвици представуваат предизвици кои што ќе одлучуваат за еднината на Македонија, на идните генерации, на самата татковина. Знаете, ќе се повикам на Крсте Петков Мисирков, на неговото дело за македонските работи, точно во 500-та статија, неколку зборови за македонскиот литературен јазик, ќе каже: јазикот е наше право и наш долг. Должни сме да го чуваме. Вика, оне кој што се откажал од својот јазик е исто како да се откажал од самиот себе си и не знае каде оди, дали треба ваму, таму или онаму. И зошто не во било кој правец. Ние не смееме да дозволиме да не знаеме каде одиме. Ние мора да знаеме каде чекориме и зошто чекориме таму. Идентитет е многу важен за државата, јазикот е еден дел од идентитетот. Кога станува збор за јазикот, за културата, кој сметате дека е вистинскиот правец? Како треба да одиме? Знаете, на нашиот форум ќе присуствуваат многу звучни имиња, како што и самите напоменавте, амбасадори, политичари, бизнисмени. И предпоставувам дека оние клучни имиња кои што ќе бидат присутни, токму тоа ќе сакаат да ни укажат трасата за вистински нели правец. Вистинскиот пат е пред се зачувување на татковината, зачувување на јазикот, зачувување на идентитетот. Она е највистинско, а сето другото е нели доградба. Така да јас се ќе ви откријам и некои од имињата кои ќе бидат нели дел од панелистите, претпоставувам ве интересира. Пак имаме, ќе биде Маријан Ѓорчев, бивши амбасадор Маријан Ѓорчев, ќе биде градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев, историчарката Наташа Котлар, Елка Улчар, македонистот. Значи, станува збор за луѓе кои што и многу нели други, кои што малце ќе ги оставиме како изненадување, кои што мислам дека во овој период мотивирани и поттикнати од моменталната состојба во нашата држава, а состојбата е нели на самоуништување, бидејќи ако нели се навратиме наназад неколку години, последниве години, ние го имаме синдромот на бришење на меморијата. Значи, како да имаме постојано бришење на меморијата, ова е сега колективно бришење на меморијата, нели со поглед на фактот дека всушност ние и ги немаме оние барем основни 2 човечки права, право на самоидентификација и право на непречено движење. Знаете, се наоѓаме во време кога немаме патни исправи, а сепак се идентификуваме онака како што другите сакаат. И ние да биде уште нели поголема иронијата, се тепаме таму по пунктови за да бидеме што побрзо избришени од она што треба да бидеме, тоа што сме всушност македонци. И нели овој процес на самоуништување на крај доведува до што? На губење на честа, уништување на честа. Така да време е да се запре овој процес. Како високо образовна институција наметнувате би требало
да наметнувате високи стандарди и теми важни за општеството, дали очекувате на форумот да се зборува отворено, бидејќи дел од присутните се и реално чинители на она што ни се случува сега. Сега не бараме виновник, туку едноставно сите сме во учесници. Не бараме ниту вина, ниту виновник, не велиме дека нешто е погрешно или исправно, едноставно сите сме учесници и сите сме дел кој како мисли дека треба да функционира од она што ни се случува, односно од животот во Македонија. Дали очекувате да се зборува отворено и дали очекувате конкретни информации од клучните луѓе во земјата? Така. Факт е дека поставуваме високи стандарди, тоа нели сме го докажале и на форумот кој што ги имавме минатата година исто во пресрет на 8 март, денот на жената. Тоа беше форум за женско лидерство и тогаш докажавме нели дека тоа знаеме и умееме да го направиме. За овој форум да, клучните луѓе кои што ќе бидат нели учесници во нашите панели се всушност идните чинители за подобра Македонија и подобра татковина и мислам дека отворено ќе се зборува затоа што спомнавте да не бараме виновници, да ние сите можеме да посочиме виновници, нели можеме да покажеме со прст, но треба тоа да го решиме. Значи грешките кои се направени, ние мора да ги исправиме и мислам дека сите оние чинители кои ќе бидат присутни, кои понад чинители за подобра Македонија, ќе бидат во делот на оние луѓе кои што нели ќе сменат она што е сгрешено, просто да кажам, и ќе придонесат за подобар развој на младите, на луѓето кои живеат во Македонија. И да, ќе зборуваат отворено. Верувам. А кога сме веќе кај форумите, споменавте дека ние прв форум сте организирали претходно форуми. Сметате дека ова е начинот на кој што гласно ќе се слушне она што треба да се каже и она што го зборувавте претходно и дека гласот можеби е помоќен на ваков начин? Така. Всушност сите ние сме еден глас. И доколку секој од нас гласот е многу гласен, тогаш сигурно дека ќе имаме многу подобро утре. А ние како институција докажавме дека сме навистина општествено одговорна институција, организирајќи вакви форуми, само даваме придонес плюс во нашето општество и можеби ете токму тоа да го крениме гласот и на секој оној кој што можел, а не сакал. Така да, доколку се вклучуваат и другите институции на начин како што ние тоа го правиме, мислам дека ќе успееме. Магистар Билјана Проеска, благодариме за гостувањето. Посакуваме успешен форум, насловен "Каде чекори Македонија, дали доволно го заштитуваме идентитетот", форум кој што ќе се одржи на 14 месец. Ви благодарам и за на крај би сакала да упатам една честитка од ректорот на Универзитет Скопје, професор доктор Аце Миленковски. Среќен 8 март на сите жени во Македонија. Среќен празник македонки. Благодарам.